Несекојдневни настани на скопските клиники. Роделка од Скопје ја напуштила клиниката за гинекологија со туѓо новороденче. Кога влегла во автомобилот со семејството, заклучила дека тоа не е нејзиното бебе и веднаш се вратила назад. За кратко се решил случајот пошто си заминала со вистинското бебе. Се ова се случило во собата за испис, кога жената реагирала на туѓо име, а не на нејзиното. Па така и подготвиле за одење бебе со друг број без споредување на бројчињата со мајката. Нови информации околу двата случаи што ја вознемирија јавноста. По починувањето на два пациенти по примена анестезија, од кои едното 15 годишно момче. Во вторникот, откако се повредило на физичко, му била потребна итна операција. Бил примен за операција на колената на травматологија. Но по примената анестезија состојбата уште повеќе се влошила и момчето починало. Лекарите се сомневаат дека станува збор за малигна хипертермија, што е ретка генетска мутација. Од Карил сметаа дека причината не е самиот анестетик, туку таа генетска мутација прави анестетикот да влијае штетно на целиот организам, со зафаќање на белите дробови, срцето и црниот дроб. Во случајов најголема реакција имало кај белите дробови. По смртта на 15-годишното момче, министерот Венко Филипче најави дека лекот кој се дава како прва помош за малигна хипертермија ќе се обезбеди како донација од Американска фондација во текот на следната недела и се прават напори што поскоро да биде донесен во земјава. Тој вели дека лекот Дантролен ќе биде набавен преку интервентен увоз. Всушност, законот дозволувал на овој начин да не мора да биде регистриран, што според лекари од клинички било причина зошто го немале на хирургија. Од Институтот за судска медицина информираа дека најрано за 3 недели ќе може да ја утврдат точната причина за смртта на момчето. Од Министерството пак вела дека е формирана и комисија на клиниката за да се анализира случајот и по добивање на официјалните резултати од обдукцијата.